недела почнавме една нова серија и тоа ќе биде нашата великденска серија, значи ќе ја тераме до Великден, до 2 мај. Ако некој има тука на 2 мај, ќе ја слушнете и последната проповед. ако не може ќе ни каже да бидеме онлайн, ќе видиме што ќе правиме. Во секој случај ние сме како Божја црква. Ние сме активно вклучени во тоа исчекување на Великден. Зборуваме за минатата недела за чудниот текст од Стариот Завет. Тоа пример, јас како што кажав, често пати можам да се поистоветам со некои текстови од Стариот Завет. Со овој текст што го обработував минатата недела не сакам да се поистоветам. Затоа што тоа беше текстот во кој Авраам требаше да го жртвува својот син Исак. И тоа е многу тешко. Сега, како да кажам, ако учита дека го приказна, па добро, приказна е тоа. Ама јас како татко, кога го читам овој текст, тоа е страшна работа. Да треба да се жртвува своето сопствено дете. И тоа, како што нагласив, тоа е соочување со смртта од најлош тип. Полошо тоа не може. Едноставно не може. Тоа е една од најстрашните сцени во Библијата. Интересно е дека денес на нас ни е многу јасно дека деца, или да кажеме луѓе, не треба да се жртвуваат за Бог. Значи, тоа многу јасно денес. Не секогаш било тоа јасно, знаете ли? Има моменти во историјата, тоест во почетоците на човечката цивилизација, не секогаш било јасно на луѓето дека не треба да се жртвуваат други луѓе. Тоаш некои цивилизации сметале дека тоа е многу потребно за благословот од Богот кој го слават, да дојде тој благослов. Без разлика дали тоа се некој жртви од некое друго племе или некој кој стадото го одбира како жртва на јагне. Концептот на жртва на јагне тоа не е нова работа, тоа не е новозаветна работа. Слушав еден професор по историја, вели во некои грчки градови, затоа што ика се собира тој гнев на градот, и понекогаш вика дозволуваат тој гнев да излезе импулсивно врз некој. Значи, без разлика кој да е од градот, и луѓето го истурат гневот врз тоа жртвено јагне во градот и го убиваат и го фрлат надвор од градските зидини. И се продолжува животот да се тече најнормално. Значи, на нас не е многу јасно дека луѓе не треба да се жртвуваат. Во приказната за Авраам и Исак, Бог јасно нагласува дека тоа не е тоа кој тој го бара од човекот. Во продолжение на Божјата објава, преку пророците ќе видиме дека Бог дури и жртвениот систем на животни го релативизира или го става во секундарна важност. Не е приманата работа тоа. Затоа што постои некоја многу посуштинска работа за која Бог е многу позагрижен отколку жртвениот систем. Не е главниот проблем каква е жртвата, туку нешто друго. И дури додека Бог на некој начин пополека ја објавува таа некоја своја објава за човекот пополека разбира што е тоа. И пополека градацијски ние дознаваме кој е Бог, кој е неговата волја, што тој сака да направи, кој е неговиот план. Минатата недела зборува за концептот на воскресението. И како тој концепт ја открива Божјата конечна намера за обнова. Зборував дека во секоја филозофија имате чудни работи. Ако земете да кажем, само атеизмот ќе го спомнам, ако сте атеист и сметате дека се што е материјално, тоа е вистината, нема друго вистина, и тоа е окей до некое време, знаете ли до кога? До кога не почнете да разговарате за почетоците. Ќе кажете, чекај, зошто нешто воопшто да постои? И сега голем дел од тие атеисти ќе каже, па добро, мене тоа не ми е интересно прашање. Окей, извини, мене ми е интересно. Јас сакам одговор на тоа прашање. Тогаш, како нешто постои? И тогаш ти одат во некои небулози како ништото го создало нештото и едноставно нема логика. Во христијанството еден од најчудниот концепт кој постои е концептот на воскресение. Во суштина нашата најголема надеж, да бидеме искрени, малце е чудна работа. Воскресение, умрен човек треба повторно да оживее. Се немојте да ви кажете дека тоа е нормална работа. Ја неам видено воскресение до сега. Но знаете ли што? За разлика од другите филозофии, воскресението во христијанството е историски настан.
не филозофија, тоа е историски настан. И тоа е огромна разлика. Воскресението е историски настан. За денес проповедта која сакам да ја проповедам ја нареков и дадов наслов најголемото робство. Најголемото робство. И сакам сега да ви покажам едно видео од една како? Најстрашното робство, се извинам. Најстрашното робство, кое е воедно и најголемо робство. Да. Сега да ви покажам едно видео од едно движење кое јас и Фани имавме прилика да бидеме како дел од една огромна толпа која сакаше да како да кажам да крене awareness, како да кажам тоа на македонски. Да, свесност за робството, за модерното робство. Гледајте го видеото. Ended. Тоа е едно движење кое ние да кажеме земавме една мала улога со тоа што да сакавме да подигнеме свеста за една работа која ние мислиме дека веќе не постои. Тоа беше 2017 година, кога јас и Фани бевме во Америка на пешен конференцијата и бевме дел од таа иницијативна. Реалност е дека робството никогаш не престанало. Тоа е реалност. Може би преку некоја легислатива, законски е забрането и така натаму, но робството никогаш не престанало. Еве некои информации кои јас дојдов преку истражување. Денеска околу 40 милиони луѓе се во категоријата на робови. Се смета дека денес се држат против нивна волја. 40 милиони луѓе. Таа индустрија на робството моментално вреди околу 150 милиарди долари годишно. Повеќе од 70% на тие модерни робови се жени и млади девојки и 1/4 од сите 40 милиони, значи 10 милиони се деца. Робството до денес има најразлични форми. И кога ќе кажам робство, знам дека можеби на некои од вас ги лазат морници и знаете што? Ви предизвикува неубаво чувство. Видеото ви предизвикува неубаво, мене ми предизвикува неубаво чувство. Тоа што не го гледам тоа што се случува, не значи дека не постои. Тука е помеѓу нас е. Се случуваат тие работи. Мене не ми е наубаво да го видам тоа. Едноставно, убаво е недела сабота да се радуваме, да кажеме нешто позитивно. Но тоа постои. Без разлика дали јас тоа го гледам или не. Робството во денешно време се појавува во најразлични форми. Има различен начин на кој луѓето доаѓаат до таа категорија. Имате, еве да кажеме, со некои луѓе од Африка кога зборам, голем дел од африканци одат во арапскиот свет на печалба, како што наши одат во западна Европа. Африканците одат во арапскиот свет. Што се случува таму? Знаете сите тие прекрасни градби што се во Дубај, во Абу Даби, што да ви кажам, одлични некои разни работи што ги гледаме таму кои се вау, светско чудо. Голем дел од тие се градени од работници кои одат таму од Африка, се зимат нивните пасоши, им се даваат доволно пари за колку да имаат за јадење таму и секои 3-4 години им се дозволува да отидат по еден месец дома. Од прилика тоа. Нема што да прават тие луѓе. Еден модерен вид на робство. Нашите работници во Италија, не знам дали се сеќавате, имаше едно видео во кој наши работници кои беа во Италија, им беа земени пасошите и домакините таму им претеа дека ќе ги пријават, пошто тие беа работници на црно. Дека ќе ги пријават, па ги тепаа, па не знам дали се сеќавате на тоа видео. Имаше едно такво видео. Македонци беа. И тие го постираа тоа видео и тоа беше еден, да кажеме, еден скандал. Неделно, ако пратите, барем една вест има од Македонија дека се најдени девојки во некој локал некаде како илегално престојуваат во Македонија. Неделно има по една вест така. По 10, 15, 20 девојки се наоѓаат во некој локал некаде. Неделно еднаш има таква вест. Јас верувам дека видеото што го видовме на различни начини е секојдневна појава низ нашите улици тука во Скопје или низ некој од градовите во Македонија. Верувам дека ќе бидеме шокирани доколку тие камиони или тие комбиња бидат такви како овој камион.
продзирни да видиме што се случува внатре. Како што толпата беше шокирана и натажена, така ќе бидеме и ние. Робството е реално и робството постои. Знаете, Аристотел, еден од најпаметните луѓе кој живеел во историјата на светот, Аристотел сметал, се тако бил мајнцетот тогаш, сметал дека некои луѓе едноставно се раѓаат за робови. Го гледаш некој, го гледаш неговиот потенцијал, како се поставува во животот, си викаш, па добро, многу очигледно дека овој човек треба да биде роб. Не треба да биде слободен. Види го каков е. Тој види дека тоа е тоа потенцијалот. Што да правиш? Тоест, казна за тие луѓе ќе бидат да бидат слободни. Аристотел го кажува тоа. Човек кој е еден важен блок од западната цивилизација. Во целата светска историја, во сите цивилизации без исклучок, се практикувало робството и робовладетелството. Во големите цивилизации во историјата, тоа била една од главните причини која движи економијата. Во Грција се смета околу 3-40% од сите живи луѓе во грчката империја во старо време биле робови. 3-40%. Причината за робство во некои од античките народи е тоа што тие имале различни митови на постојање. Обично митовите одат вака, посебно во тие некои западни цивилизации, дали е египетската или грчката. Тие веруваат дека единствено таа цивилизација, нивната, се луѓе кои се изникнати од земјата и тие заслужуваат да ја поседуваат земјата, а сите други се на некој начин помалку луѓе од нив. Тие се луѓе, ама помалку луѓе се од нив. И тоа на некој начин било основа за да се поробат другите луѓе. Не им треба на нив земјата. Останатите народи се помалку вредни, помалку луѓе од нас. Сите овие робства, кои сега ги набројав, и модерните и античките робства, се само еден видлив и грд производ на едно подлабоко и посуштинско робство. Што ако сега ви откриам дека можеби нашата слобода која имаме често пати е илузија? Сте огледале Матрикс филмот? Леле, колку сум проповедал на тој филм. Многу е филм е тоа. Сите се дел од Матриксот. Мислиш дека си слободен, а во суштина не си. Едноставно, човекот сака да биде слободен, во суштина и не е. Знаете, во библиската приказна, Израел од многу рано, тоест од моментот на падот во грев, Израел очекува некакво ослободување. Моментот кога Адам и Ева паднаа во грев, тоа е еден почеток на едно најгрозното и најсеопфатно робство кое постои за човекот. Сите тие робства кои до сега ги набројав, се не само пластичен пример за што значи кога човекот е во робство. Во суштина, сите ние не сме слободни. Израел од самиот почеток, тоа е библиската наратива, очекува некакво ослободување. Ветувањата не биле само некакви празни ветувања, тие биле и запишани и поучувани ветувања дадени од Бог преку пророштва, преку записи, преку летописи, преку преданија, преку закони, преку заветот кој Господ го дава. Сите тие работи, како што е еден германски теолог, тоа е Хайл Гешихте, значи Божјата спасителна историја. Господ преку целата таа наратива прави една наратива на спасение, како Господ го спасува своето создание, кој тој од почетокот кажал дека тоа е добро создание. Не е тоа лошо создание, но тоа создание сега е во робство и Господ од старт почнува една спасителна историја за овој свет, кој во конечност кулминира во новото создание. Менталитетот на евреите подразбира исчекување на ослободителот од робството. Така се гради целата нивна историја. Сепак се појавува една интересна дилема во нивната историја. Не знам дали читате родословија, обично луѓето ги скокат кога ќе дојдат во Библијата, тој бил татко на тој бил татко на овој и тоа крај нема. Све татковци нешто и имења реално кои ќе треба до 4-5 пати вака да ги помнеш за да ги кажеш.
тешко некои имиња се вау. Некои од тие родословија, посебно родословието на Исус во Матејовото Евангелие, има една приказна која верувам дека открива нешто многу важно. Родословието на Исус во Матејовото Евангелие завршува со 17 стих од првата глава и вели вака: И така, сите родови од Авраама до Давида се 14 родови. И од Давида до преселбата во Вавилон 14 родови, и од преселбата на Вавилон до Христа 14 родови. Може би ова ништо не ви зборува, мене малце ви зборуваше и сакам тоа да го споделам со вас. Тука се спомнати некои важни ликови и настани од историјата на Израел. Прво го имаме Авраам, како спомнат, го имаме Давид, го имаме Вавилон спомнат, робството во Вавилон, и го имаме Христос. За време на Мојсей, израелците, тоест да почнеме од Авраам. Првиот кој е спомнат во ова листа е Авраам, прататкото Авраам. Авраам добива ветување дека преку Исак Бог ќе подигне народ за своето име, народ кој првен ќе бидат што? Ќе бидат робови 400 години во Египет, но Бог ќе ги избави и ќе ги однесе во ветената земја. Точка. И треба да бидат благослов на сите народи. Што и тоа да значи? Не знам Авраам какво разбирање имал за тој благослов. На кој начин тој и неговиот народ, кој Господ ќе го подигне преку неговиот син Исак, ќе биде благослов за сите народи. Сега, за време на Мојсей, израелците излегуваат од тоа робство и влегуваат во ветената земја. Сепак, не оди сето тоа гладко како што ние, можеби, ако сме ја читале приказната за прв пат во животот, сметаме дека треба да оди. Тоа е двоумење, тоа е кодошење, тоа е бунтување, мрморење. Бог им дава секој ден леп од небото, овие, ама ние сакавме и месо, еве ви месо, ама чека сега водичка, еве ви вода од камен. Значи, има многу интересни работи што се случуваат, па има бунтови, чека сега само Мојсей ли е Божи слуга, па и ние сме Божи слуги. И така, што да ви кажам? Трагикомедија. Израел во суштина од самиот почеток не го почитува заветот кој тие го склучија со Бог. Од самиот почеток. Нема устил од некоја славна израелска историја во која тие биле народ Божи, ама после нешто као. Не, од самиот почеток они се на крив пат. Израел во суштина, значи и завршува со таа нека ситуација во книгата на Суди, каде што кажува, а во тоа време во Израел немаше цар и секој си правеше тоа што ќе му текне. Тоа е мој слободен превод. Значи, немаше цар и сите си правеат онака како што тие сметаат дека треба. И тука се појавува Давид. Давидовата лоза. Давид е голема пресвртница за Израел. Не само затоа што завладеа со Израел во целост, туку и го организира и централизира духовниот живот на израелците. Давид, иако тој не го изгради храмот, го изгради Соломон, сепак тој ја припреми се за тоа да се случи. Ги припреми материјалите, целата конструкција, упатствата беа дадени од Давид за Соломон неговиот син кој ќе дојде да го изгради храмот во Ерусалим. Храмот станува една обединувачка точка на Израел и символ за исполнување на Божите ветувања и неговото присуство со својот народ. Бог веќе не е во шатор кој оди од едно на друго место, тоа е книгата Излез. Тоа е моментот кога израелците излегуваат од Египет. Бог е во шатор. И кога треба да се подигне шаторот, Божиот облак станува, тие го собираат шаторот и продолжуваат онаму каде што Господ ќе ги води. Но сега Бог, своето присуство, својата слава се централизирани во храмот во Ерусалим, во градот во кој Господ одлучил да пребива. Тие се веќе во ветената земја, а храмот е во центарот на народот. Тоа што Израел го правеше во пустината, додека излегува тоа робство, каде што се правеше шаторот и шаторот беше поставен помеѓу сите племења, Господ да биде со својот народ, тоа се случува сега во ветената земја, она што му беше ветено на Авраам, се исполнува. Народот е таму во ветената земја, има цар, има храм и Господовото присуство е помеѓу народот. Сепак, Давидовата лоза, Давидовата линија покажува дека во суштина проблемот не е решен.
Не е решен. И доаѓаме до третиот пресвртен момент во родословието на Исус, а тоа е робството во Вавилон. Знаете што? На изненадување на сите биле крајно шокирани. Вавилон доаѓа и не само што го напаѓа Израел, туку го влегува во Ерусалим и го руши храмот и го зима ковчегот на заветот. И ги зима израелците во робство. Како што беше најавувано од пророците, претходно за Израеловото непочитување на Божиот завет и на идолопоклонството кое тие го практикува, казната за тоа беше робство. Тоа беше една од првите работи кои Господ им ги кажа на израелците. Ако вие во ветената земја не го живеете заветот со кој се законавте дека ќе живеете, самата земја ќе ве изблува, ќе ве избрка и ќе одите во робство. Сето тоа се случува, но пророците во своите записи, освен казната со робство, пишуваат и за повторното избавување на Израел од тоа робство. Има надеж, секогаш има надеж. Во сите проклетства кои беа дадени за робство, за непочитување на заветот, Господ кажа: знам дека Израел нема да го исполни заветот, но јас ќе го исполнам заветот до крај. Секогаш има надеж. Секогаш Господ носи некаква надеж во тој завет, во тој однос. Бог нема да го заборави својот народ и заветот кој тој го склучил. Тој ќе даде избавување. И сега баш овие денови со Доротеја читаме книгата Естира од Библијата. И тоа е книга која е напишана некаде помеѓу средината на 5 век и средината на 4 век пред нашата ера. Значи, тоа значи дека храмот е разрушен, израелците веќе се земени у робство и сега веќе пополека се враќаат од тоа робство, ослободени се и тука се случуваат некои интересни работи. И тука е приказната за Естира. Го имаме и записот за Неемија и моментот кога Израел се враќа во Ерусалим, ги градат тие зидини и го градат новиот храм во Ерусалим. Израел сега во суштина е ослободен. Значи, тие некои пророштва за робство се исполнија, но сега се исполнуваат пророштвата за ослободување. Израел ослободен, слободно го обожава Јахве, Ерусалим ослободен и изграден е веќе новиот храм. Сепак, во меѓузаветниот период, тоест помеѓу периодот на Стариот Завет, последниот пророк Јован Крстител, он е првиот во Новиот Завет, во Израел се гради едно исчекување за Спасител. Во слободниот Израел кој сега има слобода во ветената земја да го слави Јахве, Израел кој има храм, се раѓа едно ново исчекување за некаков Спасител. Спасител од што? Тоа беше едно од првите, како да кажам, работи кои Исус ги адресираше на фарисеите. Исус ми вика: вие сте робови. Вика: како ние роб, ние сме слободни, не сме робови, ние не сме во робство. Тоа беше наврада за евреј да му каже дека не е слободен. Тоа значи дека Божиот благослов не почива врз него. Но Исус открива едно ново робство, од кое требаше народот, целиот свет, да биде спасен. Откривањето на вистинското робство во кое се наоѓаше Израел, па и целиот свет, може да се види во тие важни записи во Стариот Завет. Во времето на Давид, од тука да почнеме, Израел едноставно не може да биде во подобра состојба. Во времето на Давид веќе ги победил сите непријатели, го обединил Израел, на некој начин се централизира власта, стабилен е Израел како држава. Во делот на Второ законие, кога Бог на израелците им дава избор на благослов и проклетство, им вели дека доколку почитуваат заветот и живеат според неговите одредби, тие ќе бидат главата, а не опашот. Израел во тој момент е главата. Сите се поразени, Израел има цар, се мед и млеко. Но во времето на Давид тоа е така. Израел ужива мир на сите страни, благосостојба, богатство
изобилие. Во еден момент кога Израел е на врвот, а Давид е во најдобрата позиција која може да постои, го уживаат благословот и слободата во целост, Давид открива една шокантна работа. Давид прави страшен греф. Ненормално страшен греф. Затоа што зема една мажена жена, жена на еден војник кој војува за него таму, и таа жена останува трудна. И за Давид да го покрие тоа злосторство, тој го праќа мажот на таа жена, да ја скратам приказната, доди на фронтот, а на неговите генерали вика: слушај, нападнете го таму градот, и кога тој човек ќе отиде таму напред, вие повлечете се, застрелите да го погодат него. И знаете што тоа и се случува, човекот умира. Иако Давид смета дека доволно јутро и умешно ја прикрива целата ситуација, тој се вика: добро, готово, заврши работа, се случуваат несреќи се. Тоа е тоа. Немој да се вознемируваш, Давид. Сепак Бог праќа пророк кај него, кој гревот му го вади на тацна, и Давид го чувствува вистинското робство, од кое ниедна војна победа и никакво богатство нема да може да го ослободи. Едно робство кое не може да го победи со својата итроштина, со својата снаодливост, со својата самоправедност, со сите своји сили, богатства, дарови кои ги има, не може да го ослободат од тоа робство. Давид ја доби битката во овој момент, но беше заробен повеќе од било кога до тој момент. Давид осознава дека ништо што тој може да го направи, нема да може да го ослободи од тоа страшно робство, и тоа вистинско робство, кое секое друго робство го прави како мала шала. Робството на гревот. И доаѓаме до еден од најубавите псалми кои постојат во Библијата. Псалмот 51. И како што ќе очитам псалмот, ќе застанувам на одредени моменти да објаснувам, да видиме што Давид прави во овој псалм. Овој псалм една страшно важна увертира или начин, како да кажем, еден модел за тоа како ние пристапуваме кај Господ. Тој псалм отвара една врата која не постои до тогаш. Псалмот 51 гласи вака: за началникот на пејачите, Давидов псалм, кога пророкот Натан дојде при него, откако Давид беше при Вицавеја. Смили ми се, Боже, според Твоето милосрдие, според големите помилувања, избриши го моето беззаконие. Измеј ме целиот од мојата вина, очисти ме од мојот грев. Зашто го признавам своето беззаконие, мојот грев е секогаш пред мене. Тебе, само Тебе ти изгрешив и направив што е зло пред Тебе. Ќе бидеш праведен, кога ќе проговориш, кога ќе пресудиш без прекорување. Еве, грешен сум веќе роден и во грев ме зачна мојата мајка. Давид длабоко во себе, можеби за прв пат во својот живот, на таков силен начин го гледа тоа робство, го доживува, го чувствува тоа робство. И колку суштинско е тоа робство за човекот внатре во него. Не може да се ослободи. Во тој момент тој пред себе го гледа само својот грев, ја гледа својата вина, го гледа своето беззаконие. И друго не може да види. Не може да види друг излез, освен Божјата пресуда и осуда за тој грев, кој е праведен. Да ви вели, ќе пресудиш, без да ми кажеш, без да ми прекориш, ќе ми пресудиш. И вели, во право ќе бидеш. Затоа што го гледам мојот грев, го гледам моето беззаконие и не гледам излез. Но во таа агонија Давид гледа и осознава дека тоа робство е робство на разина на срцето. И ослободувањето од тоа робство не може да дојде преку ништо што тој може да го направи или ништо што тој може да понуди. Давид осознава дека тоа е робство од еден друг калибар. Тоа веќе не е робство кое некој ќе му ги сечеш ланците и тој е слободен. Не е робство од категорија во која ти на некој му го менуваш статусот од роб на слободен.
Тоа е робство на разина на срцето, во кое ништо физички или ништо што ти можеш да направиш во твојата сила не може да го промени тоа робство. Едноставно, тоа е робство е таму. И не можеш да се ослободиш. Тој се чувствува како извалкан и не постои ништо што може да ја измие таа нечистота која од внатре во него. Тоа гледа таа гнасотија што тој има направено. Вели вака, ете, продолжува од 6 стих понатаму. Ете, ти љубиш искрено срце, ме учиш на мудрост во длабочината на душата. Пороси ми со босилек, за да се очистам. Изми ме и ќе бидам побел од снегот. Дај ми да чуем радост и веселба, за да се зарадуваат скрешените коски. Заврти го лицето од моите греови, избриши го сето мое беззаконие. Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Не ме отфрлај од Твоето лице и не одземе го Твојот свет дух од мене. Врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Ќе ги научам беззакониците на Твоите патишта и грешниците ќе ти се обратуваат. Ослободи ме од пролеаната крв, Боже, Боже Спасителе мој. Нека мојот јазик се зарадува за Твојата правда. Господи, отвори ги моите усни и моите уста ќе разгласува Твојата фала. Не ти се мили жртви која ми принесело паленица, не би ја примил. Во тој момент Давид својот поглед го свртува кон вистинската насока. Во првиот дел тој гледа на себе си, го гледа своето робство, ја гледа својата нечистота и тој вели нема нешто што можам јас да го понудам. Нема нешто што можам јас да направам од роб да станам слободен. Но во тој момент Давид својот поглед го свртува кон Бог. И видите што? Он бара од Бог. Од себе тој не гледа ништо, но кога го гледа Бог, тој гледа начин како може да биде слободен. Тој се наоѓа затечен во таа ситуација. Давид решението го гледа во тоа само Бог ако интервенира. Само Бог ако направи нешто. Друго решение нема. Не постои друго решение. Не постои друго ослободување. Не постои жртва доволно добра која ќе донесе ослободување од тоа страшно робство. Не постои цена која би била која било кој од нас може да ја плати, да биде доволно висока цена за ослободување од робството на гревот. И за крај Давид го почнува првиот важен и вистински чекор на тоа патешествие до ослободување. Тоа што Давид пророчки го најавува станува врата кон слободата. Вели вака: смирениот дух е жртва на Бога, нема да го презреш, Боже, понизното и покајничко срце. Друг начин нема. Понизното и покајничко срце. Знаете, понекогаш ние мислиме дека моментот на покаяние е момент. Но знаете ли што? Тој момент на покаяние, тој момент во кој срцето го доживува тоа покаяние, на тој момент срцето го свртува или го поставува срцето на друга насока. Тоа не е момент во животот само, туку поставеност и став на срцето. Понизно и покајничко срце. Еден момент во животот имаш понизно и покајничко срце не е доволен. Тој момент твоето срце го поставува да биде понизно и покајничко. Тоа е целата поента. И Давид завршува: биди му, слушате ги овие зборови, биди му милостив на Сион во својата добрина и пак изгради ги Иерусалимските ѕидови. Тогаш ќе ти бидат мили и праведните жртви, приноси и паленици, и тогаш ќе бидат принесувани телињата на твојот жртвеник. Израел во моментов е на врвот од својата моќ. Зашто зборува тога Давид? За какви ѕидови околу Иерусалим? Непријателот е на километри далеко од Иерусалим. Иерусалим е изграден и силно заштитен, има војски кои го штитат во тој момент кога Давид го пише овој псалм. А Давид чувствува како да нема ѕидови околу него. Давид чувствува како да е најизложен во тој момент. Нема никаква заштита. Гревот
ја создава таа неизвестност и изложеност во срцето на човекот. Робството на гревот е такво. Се чувствуваш несигурен. И таа несигурност, знаете ли што? Ја адресираш на различни начини. Може да почнеш и со лажење, со глумење, со некаква бруталност, со некакво, можеби дури играњето жртва, постојана жртва. И тоа е на некој начин да го адресираш таа несигурност која гревот го создава. Значи, не си лагоден, ти можеш да направиш некакви ѕидови околу тој Ерусалим твој внатре. Не си лагоден, не си сигурен. Давид така се чувствува во тој момент. Давид се моли во тој момент, тоа е значи пророкот Натан оди кај Давид. Тоа веројатно уште не ни јавен настан. Тоа станува јавен настан. Но тоа нешто го адресира пророкот на Давид и веројатно и Јоав, неговиот генерал, тоа го знае. Никој друг не го знае тоа. Ерусалим е безбеден, но Давид чувствува како да нема жив зид околу него. Тој е најизложен. Тоа што Давид не гледа решение во себе и во своето владење како решение за ослободување од робството, пророкот Исаја го преточува во прекрасни пророштва за идната надеж и за решението за тоа робство. Завршниот дискурс на книгата Исаја, на пророкот Исаја, е текст за Божиот слуга, за Божиот помазаник. Божиот слуга кој ќе го донесе конечното ослободување од тоа најгрозно робство во кое се наоѓа целиот човечки род. Долго време не беше јасно кој е тој Божи слуга. Во историјата на Израел понекогаш мислеа дека тоа можеби е Израел, народот Израел, кој ќе биде Божиот слуга преку кој Господ ќе го донесе тоа избавување на светот. Многу очекуваа некаков израелски водач со некакво политичко водство да донесе слобода на израелците од некакво робство. Едноставно не се знае. Се додека Јован Крстител, оној кој крштеваше на реката Јордан, оној кој ја обновува таа надеж на Израел, не покаже кон Еден. Јован Крстител доаѓа, ја обновува таа надеж на Израел во времето кога израелците најмногу очекуваат ослободител, очекуваат Месија. Тој моментот во израелската историја кога израелците најмногу очекуваат Месија. Доаѓа Јован Крстител, сите се мислат можеби Јован е тој е Месија. Но Јован со прстот покажува према Еден. Во Јован, првото Евангелие, првата глава 34 до 37 вели вака: Јован сведочи: и јас видов и сведочам дека тој е Божи син. Идниот ден Јован стоеше пак и двајца од неговите ученици. И што го виде Исуса да поминува, рече: еве го Божјото јагне. Кога чуе од него тие зборови, обата ученика тргнаа по Исуса. Јован Крстител веќе знае за која личност конкретно се работи и го посочува на своите ученици и следбеници. Еве го Божјот јагне, еве го оној кој ќе не ослободи тоа грозно робство на гревот. Но дури и Јован не ја знае целата работа до крај. Јован многу знаеше, но не се. Дури и Јован во одреден момент се посомнева. Тој ги прати своите двајца ученици да го прашаат Исус: ти ли си Месијата или да чекаме некој друг? Јован многу убаво знаеше што се случува со Исус. Јован ја гледа мисијата на Исус и гледа што Исус прави, на кој начин ги адресира тие проблеми во општеството. И Јован знае дека ако Исус проложи така по тој пат, тој ќе заврши со смрт. И Јован го фаќа малце склет. Сега, чекај, целата моја надеж ја положувам во него. Како тоа сега тој човек? Дали знаејќи оди кон тој пат на смрт? Нели беше тој Месијата? Нели е тој избраниот кој треба нас да не ослободи? Тоа што Јован во тој момент не го разбира во целост е дека Исус преку својата смрт ќе го избави човекот од гревот. Преку својата смрт. Апостол Павле веќе некое време после Јован Крстител тоа добро го разбира и покажува кон вистинскиот проблем, кон вистинското робство и за вистинското избавување кој го носи Исус. Апостол Павле е свесен и за нашата склоност, дури сега апостол Павле пишува на црква, знаете, не пишува на некои луѓе кои го немаат сретнато Исус, не слушнале за Исус. Апостол Павле пишува на црква кои поверувале во Исус, го следат како спасител, го дале својот живот, имаат своји прекрасни сведоштва, имаат моменти на покаяние, се имаат. На таква црква апостол Павле пишува дека
е свесен дека ние имаме склоност дури и откако ќе ја вкусиме Христовата слобода за нас. Тој знае дека ние имаме склоност да се обидеме, да се ослободиме повторно самите. Повторно јас да платам нешто, повторно јас да додадам нешто, повторно јас да направам нешто за тоа слобода, да имам некаков дел во таа слобода. Тоаш кога ќе се почувствуваме слободни да помислиме дека ние нешто можеме да додадеме, некоја жртва ние да направиме за нашата слобода да биде целосна, да биде како што треба. Во Колосијаните 2 глава апостол Павле пишува на црквата таму, вели вака: и така, ако вие со Христос умревте за почетоците на светот, тогаш зошто се препирате како уште да живеете во светот? И сега апостол Павле цитира: не се фаќај за ова, не вкусувај од ова, не го фаќај, не пипај ова. Сите тие се определени за распаѓање, кога се управуваат според човечките заповеди и учења. Тие само наликуваат на мудрост во своеволно богослужење, во лажните понизности и во нештедењето на телото. Но тоа нема никаква вредност, освен што го заситува телото. Тоа што сака апостол Павле да го каже овде е вака: обидот да се дојде до слобода од духовното робство преку телесен напор, Павле вели дека тоа е невозможна мисија. Духовното робство не може да се поништи со телесни дела, со телесен напор. Ако не им успеа на израелците, нема да ни успее ни на нас. Апостол Павле има еден совет. И така, ако сте воскреснали заедно со Христос, барајте го на што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислете за небесното, а не за земното. Мислете на небесното. Се да застанеме и да размислиме за тоа робство. Тоа е страшно робство, знаете. Колку и да не сакаме да признаеме, сите имаме траги од тоа робство. Можеме некои од нас е активно заробени во некако робство. Робуваат во овој момент внатре во срцето, во тоа духовно робство. Што те заробува тебе денес? Што е тоа што го заробува твоето срце? Што е тоа што ти предизвикува еден таков терет на робство, на таква несигурност, на таков страф, да се обидуваш самиот да се заштитиш, самиот да се оправдаш, самиот да се снајдеш? Кој е тоа робство кое те става во една таква позиција? Дали има на такво робство? Размислувајте, барајте во вашето срце. Зашто Господ не презира искрено срце, не презира. Тоа Давид го знае. Дури за гревот што тој го направил. Страшен грев. Верувам дека никој од нас тука таков грев нема направен. Давид го знае, искреното срце Господ нема да го презире. Барајте во вашето срце. Кој е тоа робство кој можеби вас сега ве држи во една таква неизвестност? Подгледни длабоко во себе, види на што му робуваш во тој момент. Како се обидуваш самиот? Како се убедуваш самиот дека ќе се ослободиш? Можеби си ја искусил Господовата слобода. Си ја искусил Божјата слобода, Христовото оправдување, Христовата милост ја искусил. Но сега повторно нешто почнува да те заробува. Повторно стануваш роб на нешто. Размисли, кои се тие некои начини кои ти размислуваш дека со твојата сила ќе се ослободиш? Зашто ѓаволот не може да го направи, да земе камење да те удри по глава. Тој ѓаволот не може. Но знаете што може? Да си игра mind games со вас. Умствени игри. Ќе те стави во некој ќош и ќе те предизвика да правиш планови. Да правиш ти си, јас тоа ќе го направам 3 чекори да се ослободам од таа работа, 5 чекори од таа работа, јас од утре милион работи. И се подпираш на себе. Се подпираш на твојата сила и си кажеш, јас ќе се ослободам од таа работа. Кои се тие mind games кои се тоа да ти ги става сега во главата? Какви жртви имаш на ум да му принесеш на Бог за гревот што си го направил? И тоа го има. Знаете, сега Ребека пред богослужбата збореше за еден хрчак што и паднал од рака. И хрчакот се здрвил и како дете нормално, не сега. Ребека не беше сега тоа, нели? Порано беше, окей, супер, како дете. И падна хрчакот, се здрвил. И на цела вечер се моли, Господе, ако го оживееш хрчакот или ако остане жив. И
Нормално, след тоа некоја жртва која таа ќе го направи, ќе плати цената за Божјата милост. Кои се некои тие mind games, можеби жртвички кои смета дека ќе ги направите ако Господ го направи тоа? Размена. Какви ветувања му имаш дадено на Бог дека ти ќе ги направиш? Има многу работи се во умот, вау! И на таа разина на умот и на срцето Сатаната силно работи. А кој е решението? Како да се ослободиме од тоа робство? Зборовите на Јован Крстител се многу јасни. Еве го јагнето. Еве го јагнето кој ќе ги понесе гревовите на овој свет. Еве го јагнето кој ќе те ослободи од робството. Еве го оној кој ќе биде на крстот закован, кој ќе те ослободи од тоа робство. Еве го оној кој сите твои дарови кои ти мислиш дека се доволно добри, а не се доволно добри, тој ќе ги плати. Тој ќе ја плати цената. Еве го јагнето кој за тебе доброволно дојде, совршеното Божјо јагне, кој ќе плати цената и ќе те ослободи од тоа робство. Друг начин нема. Тоа што ние можеме да го направиме и решението за ослободувањето од робство се наоѓа токму во Давидовиот псалм. Јас ќе ја молам и ќе го прочитам псалмот во вид на молитва, ќе ги употребам некои од тие зборови кои Давид ги употребува. Јас ќе ве предизвикам сега да ги затворите вашите очи и како што ќе се молам и ќе ја читам таа молитва, молете ја вие. Кажете ги вие зборови внатре во вас, во себе. Зборувате ги тие зборови кои Давид ги кажува за тоа искрено срце и барајте од Господ ослободувањето од робство. Јас ќе ја читам оваа молитва. Некои овие зборови продар длабоко во вас. Господи, со искрено срце пристапувам. Го гледам своето робство како резултат на мојот грев. Тоа е мојот грев, Господи, и на никој друг. Господи, сега те молам да ме измиеш од мојата вина, бидејќи сакам да чуам радост и веселба, за да се зарадува моето срце вистински. Господи, да заврти го Твоето лице, сврти го Твоето лице од моите гревови. Избриши го сето ме беззаконие. Господи, создај ми чисто срце и обнови постојан дух во мене. Вината која чувствувам создава чувство на отфрленост, но те молам, Господе, не ме отфрла од Твоето лице. Те молам, Боже, не одземај го Твојот свет дух од мене. Господи, те молам, врати ми ја радоста. Врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Отвори ги моите очи да го видат Твоето спасение. Отвори ги моите уши да го слушнат Твојот глас на помилување. Отвори ја мојата уста да те прославам за слободата која Ти ми ја даваш. Тоа го барам во името на Твојот возлюбен и единствен Син, Исус Христос.